грант во износ од 3000 евра имаат можност да добијат сите оние лица кои што имаат бизнис идеја која што сакаат да ја реализираат, да посетат најпрво соодветна обука, а потоа исто така да се здобијат и со неповратни финансиски средства во износ од 3000 евра за формирање на собствен бизнес. Јавниот повик е веќе објавен и на него можат да аплицираат сите активни баратели на работа. Ќе се предвиди доделување на 100 гранта за самовработување како трета фаза од овој проект за оваа година. Оваа трета фаза предвидува 100 нови вработувања, 100 ново отворени работни места, додека пак оваа година до сега се формирани вкупно 422 компании, додека пак до крајот на месецот очекуваме да започне процесот на регистрација на уште 390 мали компании преку проектот Грант за самовработување. За реализација нови 100 вработувања се обезбедени средства во износ од 20 милиони денари, додека пак за целата година предвидуваме вкупно 1010 грантови да се доделат за самовработување, со тоа се отворат 1010 нови работни места и за реализација на овие нови работни места се обезбедени средства во износ од 225 милиони денари. До сега, до 2015, вкупно 7750 приватни компании се формирани, од кои што 70% се уште постојат, додека пак заедно со оние 422 компании кои што се формирани оваа година, вкупниот број на досега основани приватни компании изнесува 8172 приватни компании. Би ги поканил сите невработени лица, активни баратели на работа да искористат оваа последна можност за 2016 година, овој нов јавен повик кој што го објави Агенцијата за вработување, да аплицираат и да искористат можноста за средства неповратни од износ од 3000 евра за формирање на собствена компанија. Ви благодарам. Почитувани представници медиите, почитуван заменик министрот за социјална политика. Овој оглас е завршница за оваа година. Ова се средства кои што во текот на годината од различни програми се собра и остана како вишок средства, се тоа што обезбедивме за буквално 100 лица да можат да отворат нови бизниси. Во историјата на оваа програма која што почна од 2007 година се формирани до сега над 8100 компании. Морам да нагласам дека над 70% од компаниите кои што ги меревме започна со 2013 година се уште во кондиција, се уште работат и во 35 во нив над 250 вработувања. Значи не е само да отвориле компанија и да станале еден или двајца, туку станале повеќе од двајца, односно има и 10 и 15 и 33 вработени во една од компаниите. Во текот на наредниот месец ние ќе се обидеме преку овој оглас да ги прибереме апликациите и веднаш да почнеме со едукација за бизнис, кој што е многу битен фактор за успешно водење на самиот бизнис. Морам да нагласам дека по завршување на обуката тие ќе добијат можност на најуспешните 100 лица да добијат ваучер со кој што ќе се изберат експерт од листата на Агенцијата за претприемаштво на Република Македонија, со кого што ќе го изготват конечниот бизнис план. Значи, конечна бизнис идеја ќе биде изработена со експерт, со ментор кој што ќе им помогне во деталите и во разработката на самиот бизнис план. Но нема да запреме тука, бидејќи во наредниот период, наредните 2 години, тие ќе имаат можност да користат техничка помош од луѓето кои што се ангажирани од Агенцијата за работување и од UNDP, со тоа што не само што ќе добијат пари, ќе добијат отворање на собствен бизнис, ќе добијат и можност да го доразвиваат тој бизнис во наредниот период. Веќе покрај оваа програма ние имаме и други програми што го следат растат на фирмите и им помагаме да се развијат во не само да биде една фирма лице, туку да биде фирма која што ќе оди можеби во од микро да помине во мали, па потоа да помине и во средни компании се надеваме со текот на времето. Морам да нагласам дека со оваа програма се отвори најразлични бизнеси. Значи од делот на услугите, од делот на производството, морам да нагласам дека имаме и градинка отворена со ова, имаме отворени игротеки, имаме отворено производствени погони, пекари, имаме отворено чевелски работилници, услужни од типот на производство на софтвер и софтверски материјали кои што се програмски материјали кои се продаваат надвор од Република Македонија, кои што во наредниот период очекуваме да зголемат и бројот на вработување.
Значи оваа програма единствено во овој момент не финансираме земјоделство, значи земјоделието е исклучено и такси превозот, бидејќи видовме дека во минатото земјоделието некако се покажа како не одржливо во самообработувањето, бидејќи тоа се пред се мали фирми кои што има издатоци, бидејќи се формираат согласно Закон за трговски друштва, нормално паѓаат фирмари, наплаќаат и други давачки, и видовме дека тие им помалку аплицираат, а воедно и не успеваат со текот на времето. Многу мал процент се успешни од делот на земјоделието. Додека такси компаниите се обврзани со лиценци и не секогаш можеме да бидеме сигурни дека оној што ќе добие грант, ќе добие лиценца од страна на општините или градот Скопје, за да може да обавува таа дејност. Така да сите други бизнеси кои што не се забранети, ние ги финансираме, гледаме да растат, да им помогнеме. Нормално и оние нови иновативни бизнеси, економски одржливи се тие кои што во текот на октомври и ноември месец ќе доделиме дополнителни средства во висина опште од 120.000 денари, ќе станат 5.000 евра вкупен инвестицијски капитал од страна на агенцијата во вакви компании. Благодарам.